Здруженијата кои се вклучени во проектот за пренаоѓање на антикоруптивни мерки на локално ниво Лотос нема да ги казнуваат општините кај кои ќе забележат некаков вид корупција. Ова го истакна Здруженијето Green Power на вчерашната пресконференција. Тие велат дека само ќе ги истражуваат општините од Вардарскиот регион и согласно резултатите кои ќе ги добијат ќе бидат соодветно рангирани, а очекуваат стратешките партнери на проектот, Министерството за локална самоуправа и Државната комисија за спречување корупција понатаму да одлучат дали истите ќе бидат казнети. Во истражувањето, во студијата ќе биде образложено се по име на општина, кои недостатоци се забележени и се мониторирани во текот на истражувањето, начин на нивно подобрување и сето тоа ќе биде во консултација со Министерството за локална самоуправа. Заради тоа што круцијалните недостатоци во владењето или во непочитувањето на регулативите е надлежност на Министерството за локална самоуправа. Ние немаме надлежност да казнуваме, надлежност само да таргетираме, да мониторираме и да забележуваме. После таа студија ќе биде достапна до сите државни органи, до сите владени тела и потоа доколку сметаат дека треба со посебни дописи да бидат адресирани до општините, да бидат подобрени нивното владење, тоа значи дека нашиот проект бил успешен. Од Здруженијето Green Power се надеваат на добра соработка од страна на локалните самоуправи. Велат дека преку проектот и истражувањето Лотос ќе придонесат за подобрување на граѓанското општество. Во петокот кога официјално им беше доставен прашалникот на 5 наши таргет општини, им беше доставено преку печатена верзија и во електронска верзија. И тоа е првиот чинот впечаток, значи првичното рангирање почна од самиот контакт. Прво дали имаат одговорно лице, ако е одговорно лице дали одговара на повиците и така натаму, па потоа начинот на прием на прашалниците, брзината на одговор на прашалниците и јас искрено не очекувам или не би сакал да верувам дека има општини кои што не би ги примиле прашалниците, заради тоа што тие се сите корисници на парите од граѓаните. Проектниот конзорциум се состои од 8 граѓански здруженија, од кои секој представува и работи во едно од планираните региони. Инаку во проектот се опфатени купно 43 општини. Лотос, транспарентно и отчетно, е проект на Центарот за истражување и креирање политики, а е финансиран од Европската унија.